Добър ден, човеци! Тук е вашия омилен Зотя. Ще ви донесе живот на сите. Ще ви направи платата 500 евра. Земята ще ви унесе у НАТО. И 7 пъти я унесе у преговори за Европската уния. Зотя, на кой сите трябва ногите да му ги целувате и збор да не прекършите против него. Я зема и пред една година го намести оной мешаница на Коджак и мистер Бин, ще не знае да чита. А уж помълце да зборуе. Го намести за премиер. Питах си ко човек у амбасадите, може ли овой тупак да биде премиер? Американската амбасадорка ми рече, може. Чим тупак Шакир не е жив, ставейте го овой. Излъжа ме тя лявото дека е бил у Харвард. Он тамо само у мензата е бил да изеде на студентите виршлите и яйцата. И после го ставихме за Оптимус Прайм, нели? Не е човек от сбор, бе. Много пуше. И кай пуше, там и въвлекуе. И аз пушех дека стигнах. Ама кандидат бех за Нобелова награда. А ония руските новинари 3 пъти интервю ми правеа на живо. Затоа пред неколку дена дойдох у СДС-то да поразговаряме кути човеци. Кути разбрани луѓе, с поштование. И аз следам политика заедно со Венко Докторо. Нели нас бизнисът ни е първа занимация, а у политика сме заради хоби. Да се возиме мотори, да ебнеме нещо така, колко струя да не фане. Дойдохме ние двайцата загрижени у партията, гледаме на рейтинзите оной глушицан Мичко ке не влече по улици, како лайка да не фанала. Не ни се пишува добро. Рейтинго ни е само колко газо да го избришеме. Народо е настървен на Дуи, а ние на Дуи и Ахмети уже рекета за тенис не сме го изпушиле. Све друго им е квалитетно издудлано. Па народо почна и нас да не мързе. Мързене, нейки да не види. А я оставих рейтинг до душа с уважение, ама много добър рейтинг. Бехме за пола процент поети от ВМРО-то. Зато им викам, кай нас у партията, да направиме широка коалиция без Дуи. Нека влезат овие от Беса, Меса, Алиянса, Малиянса, Алтернатива, се мой до моега, нели, що можете да ги купете, нели, и ние ВМРО да си теруме още така, още 8 години, па после нека дойде ВМРО на власт. Мицко вика, може, само и аз да бидам Оптимус Прайм. Биди, що сакаш, бе му викам, биди космонаут, що сакаш. Дай само овой тупако да се тръгне, ни математика знае, ни инфлация, ни депилация, нищо не разбира. Вместо Уел ќе завършим у Африка. Оно и сега сме у Африка, ама тогаш всеки поцърнеме, ќе загореме. Он вика, не дава американската амбасадорка. Шо бе тупак не дава американската амбасадорка? Шо има таа да дава или да не дава у нашата северна държава? Абе тия американците лажат по-добро от мене, а от тебе веќе те заминале со светлосни години. Нели гледаш се финти муртински прават, кои аз шо ги правех за 1 евро, те замајавам с корупцијата, те тим ќе дойде, те тим ќе оде, те тим ќе испитуе на моега морковот. А оттам сакат да гласаме за уставни измени. Истите финти ја ги правех пред 3 години, бе. Држава смених, устав смених, име смених, све смених, па и теб ќе те сменам. Я тия финти правех ги уште у 7 отделение, кога ги собрах парите од екскурзијата, а не еба оној цонт од Новосело. Гледам ја ќе имам проблем со овој тупак не Шакир, ама Шакир у душа. Собрале тие Миле, Лиле, Пиле и сака да го смени Олета, Бочварчето и моите луѓе од провинцијата и да направе Бранкова скопска влада. Ја мајката, Мало Морген. Абе, вие сте ја гледале таа емисија Знание и имање со селјоци, што беше? Кога имаш знание и имање кути мене, никој не може да те прееде. Зоти има да се врати на бел конј. Чекај, нешто се збунах. Не, Грујо ќе се врати на бел конј, ами ја ќе се врата у неговиот Мерцедес, што го заебах. Видите как функционира. Го заебах и тук со Мерцедесот ќе се врнам и заедно уште 8 години ќе доваѓа живот. Ќе дојде живот. Нема куде да иде. Младите ќе се одселат, ќе нема кој да гласа за левица, нели млади ако нема, ќе нема кој да гласа за левица. И кој ќе останат ова дебили, овие што се пензионери у државата, ќе ги заебеме пак с пензијата и пак СДС на власт. А Мицко клоцов газ. Еден е Зоке, црпнато до ној горе, а кога ќе умрам и него ќе го заебам. Пардон, за мене.
човече, тук е вашия омилен. Ете така си седом са байлево, си пиюцкам, помалце, нели вечер ќе биде нова година и кога ќе отворам там, ќе отворам у тоа порталите, обично не ме нападят последно време, знаат дека сум изолиран както у политички карантин сум. Гледам оној Геро Квекеро с очите што е малку чакрлија, така едното му гледа на исток, едното му гледа на запад, ама која е за пари взимање, онда му гледа двете добро. Тој што се дружеше со оној педеро што викаше јас сум ги земал парите и вице ги земале парите. Как да не бе, ние сме ги земале парите. Тој пишал, јас сум сакал у СДСМ-то да направам пуч. Ја ако искам да направя пуч у СДСМ-то, ја ќе го преебам СДСМ-то. Не може мене там ни Кеко, ни Зеко, ни Таче, ни Маче, ни Пајче, никој не може да ме преебе. Американската амбасада сега сакала, застанала на борбата на корупцијата, а јас сум бил од онаа страна на корупцијата. Ја бе Геро бе, Квекеро бе. А вие новинарите на која страна на корупцијата сте? Как бе така ти сега се ставаш адвокат на Дуи и спишуваш све за Дуи најдобро, да не пропаднат, да не излезат од влата. Јас сум сакал 25% да бидат албанци у влата. И па колку да бидат у влата бе? Колку да бидат? Ај прашај го народот колку да бидат у влата. Да бидат 70? 90? Колку да бидат у влата? Бе, Геро Квекеро бе. Работиш, ама и ја работам. Шо мислиш, че се заебавам ја, а? Немам ја луѓе тук, там, лево, десно, право, лево, криво, а? Ајде, ќе водиме битката, да видиме кој ќе победе. Дали ќе победе Зоки, the mastermind, или ќе победе Геро Квекеро с различни погледи на свет, а с еден поглед на кога некој треба да даде нешто, нели? Ај, чао и срекна нова година. Сите да славите, сите да видите добри. Ќе оправиме влата, ќе оправиме. Јасо, Мицко, јасо, Грицко, јасо, Вицко. Дуи нек си му е мислат они. Има шо да мислат. Добро се натепани, че си мислат.